Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. 12 приведени и 1 повреден новинар е билансот од синоќешните протести. ВМРО ДПМН се оградува од одлуката на Иванов. Груевски го повика Заев да излезе на избори. Започна асфалтирањето на крак од улицата Црноречка. Вкупната инвестиција за овој зафат изнесува 1 милион денари. Дванаесет приведени и 1 повреден новинар е билансот од синоќешните протести што се одржаа во близина на Народната канцеларија на председателот Ѓорѓе Иванов. Во протестите искршени прозорите и мебелот на канцеларијата на председателот. 12 приведени и 1 повреден новинар е билансот од протестите што се одржаа синоќа пред и во близина на Народната канцеларија на председателот Ѓорѓе Иванов. Во организација на граѓанската иницијатива Протестирам, неофицијални се информациите дека има и други повредени. Во протестите беше демолирана Народната канцеларија на Иванов, искршени се прозорците и мебелот, а оштетена е зградата на Министерството за правда. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски апелираше да нема насилство и да не се уништува државен или приватен имот. Да нема напад врз полицијата, заради тоа што полицијата е тука да ја зачува безбедноста и стабилноста и навистина апелирам до граѓаните на Република Македонија да ја третираат македонската полиција како партнери, како чувари на нивната безбедност. Само така можеме да си помогнеме сите заеднички. Спасовски во своето обраќање напомена дека нормално е полицијата да постапува согласно стандардните процедури. Не смее да има прекумерна употреба на сила и во тој правец и сега разговаравме на вистина да колку е можно сите кои што присуствуваат бидат заштитени и да на еден начин се одржува редот на овие протести. Причината за протестот е револтот од одлуката на председателот Иванов за општ прекин на сите постапки против политичари и нивни соработници, поврзани со преслушувањето и политичката криза. Лидерот на владеачката партија Никола Груевски на пресконференција уште еднаш истакна дека партијата се оградува од одлуката на Иванов. Тој додаде дека не се сомнева во добрите намери на председателот, а воедно го повика лидерот на опозицијата со народот да се соочи на избори. Повторно произнесување во однос на одлуката на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по реакцијата од пред 2 дена со искажување на ставовите. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски по анализите и консултациите на пресконференција истакна дека партијата се оградува од одлуката на Иванов. Тој истакна дека не се сомневаат во добрите намери на Иванов, ниту во нејзината законитост и уставност. Ставот на ВМРО ДПМН е дека тој кој направил криминал треба да одговара. Второ, никој во ВМРО ДПМН не се чувствува виновен. Од тука никој од нас не посакуваше да има прекин на постапките, за кој Иванов донесе одлука. И покрај очигледното непрофесионално однесување на структурите на специјалното јавно обвинителство и за земањето страна, во случајот директно ставајќи се на страната на СДСМ, ние сме убедени дека низ правна постапка ќе се покажеше вистината. И фактот дека многуте кривични пријави поднесени против наши функционери и неколкуте отворени истраги се само дел од кампањата на СДСМ. ВМРО ДПМН жали што ова ќе значи ослободување од гонење на Зоран Заев и Зоран Верушевски, кои, како што рече, нанесоа штета на државата и народот. Груевски потсети дека против Заев има легално прибавени докази за случаите подкуп и пуч. Интересот на СДСМ е во земјата да има анархија, да има безредие и хаос. Но тоа не е интерес на граѓаните и на ВМРО ДПМН. Наш заеднички интерес е земјата да оди напред, демократијата да функционира, одлуките на слободни и фер избори да ги носат граѓаните. ВМРО ДПМН се насочува кон човекот, неговите проблеми, подобра иднина, решавање на предизвиците, отворање на нови работни места, спроведување на реформи и дела.
Груевски и овој пат јавно го повика Зоран Заев да престане со деструктивното сценарио, порачувајќи му да собере храброст и да излезе на избори. Од првиот ден кога влегов во кабинетот, важен ми бил државниот интерес, изјави председателот во интервју со уредниците на националните телевизии. Повеќе детали од неговото интервју во следниот прилог. Од првиот ден кога влегов во кабинетот, важен ми бил државниот интерес. Поаѓав од државниот интерес и сега. Сум можел пасивно да гледам се, да бидам настрана и да го чувам тој рейтинг кој ниту еден политичар во историја на независна Македонија не го достигнал досега, истакна председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов на заедничкото интервју со главните уредници на националните телевизии. Ризикував се за да најдеме излез од ова криза која толку многу не оптоварува, доведе до такви поделби, доведе до таква состојба во државата да се на некој начин е замрзнето. Сите бизниси се стопирани. Сите инвестиции се двоума дали да дојдат. Веќе во семејствата се создадоа нетрпеливост, кавги. Видете го јавниот простор колку е отруен од омраза, колку во општеството се случува нешто што досега сме го немале. Толку негативна енергија, толку деструкција. Се во ова мора на еден ден да заврши. Ќе заврши ако го почитуваме Уставот, ги почитуваме институциите и наоѓаме решение за се преку диалог и начин кој доликува на земја која е кандидат и за Европска Унија и која земја ги исполнија сите стандарди за во НАТО. Лесно е да се заведе толпа, но тешко е да се контролира, потенцира Иванов. Јас знам дека и тие млади деца, синоќа што влегле, ја запалиле канцеларија на Народната канцеларија. Таа не е моја лична канцеларија. Таа е канцеларија на граѓаните. Илјадници луѓе добија помош и подршка преку таа канцеларија. Илјадници млади деца, лица се пројавија и се промовира преку таа канцеларија. Им ја убивате надежта на сите нив? Што сакате со тоа да постигнете? Историјата ќе суди дали сум бил во право и сум го сочувал државниот интерес или сум поаѓал од личниот интерес, додаде Иванов. Специјалното јавно обвинителство денеска соопшти дека покренува нов предмет. Според изјавите на обвинителката Фатиме Фетаи, осомничените се представници на локалната власт и собственици на компании, чија основна дејност е превоз на патници. Вкупно 22 лица се осомничени за предметот транспортер или најскапиот превоз на ученици во градот на конзулите. Ова е шести предмет кој го покренува специјалното јавно обвинителство. Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов им порача на опозицијата да престанат да ја злоупотребуваат државата со цел да дојдат до одредени политички позиции и бенефити. Тој вели ставот и целта на неговите колеги градоначалници од ВМРО ДПМН ќе биде во насока на изградби, отворање на нови работни места и подобрување на целокупното живење. Инициран од актуелните политички случувања во државава, градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов ја коментираше моменталната политичка ситуација во земјава. Панов им порача на опозицијата да престанат да ја злоупотребуваат државата, се со цел да дојдат до одредени политички позиции и бенефити. Она што би сакал да им пратам и еден вид поука, она што беше работењето на мојот колега Заев во изминатиот период кога беше окарактеризиран како добар градоначалник, мислам дека не успеа да го прекопира на ниво од кога е постанат претседател на најголемата опозициона партија. Панов вели ставот и целта на неговите колеги градоначалници од ВМРО ДПМН ќе биде во насока на изградби, отворање на нови работни места, подобрување на целокупното живење и решавање на многу проблеми кои го тиштат секој еден граѓанин. Луѓето бараат улици, луѓето бараат осветлување, луѓето бараат секојдневно водоснабдување и подобрување на нивните услови за живење и секако бараат работно место повеќе. Ако се фокусираме и ако бидеме насочени во тој правец, мислам дека тоа е вистинскиот правец за просперитет на Македонија. Оваков деградативен процес кој што е веќе очигледно и за оној кој што е полуписмен, дека се менаџира од страна, мислам дека е голем греф кој што мислам дека со поколенија нема да им го прости македонската нација.
Панов потенцира дека ваквата деструктивна состојба во Македонија го нарушува имиџот на државата, но и влијае негативно врз странските инвеститори, а дека инвеститорите се реалност потврдува најголемата инвестиција во Кавадарци, Дрекселмаер со 6000 вработувања. Земјоделците за поголема заштита на животната средина ќе мора да ги евидентираат употребените заштитни средства, ѓубрива и добиениот род. Овој услов ќе се воведува постепено, а земјоделците ќе треба да внимаваат на него за да го остварат правото на субвенции. За поголема заштита на животната средина, земјоделците ќе мора да ги евидентираат употребните заштитни средства, ѓубривата и добиениот род. Во текот на наредните години, овој услов ќе се воведува постепено, а земјоделците ќе треба да внимаваат за да го остварат правото на субвенции. Ова најде на позитивни реакции на еколошкото друштво Вила Зора. Нашата препорака би била пред се да се внимава на количината на пестициди кои што се употребуваат, значи колку што е можно помалку да се употребуваат, да се следат упатствата кои што самите средства ги даваат за начинот на користење, за времето на каренца пред се и да се исчекува во време на каренца да помине, за да се продаваат, односно да се пласираат на пазарот. Коцич смета дека ќе бидеме принудени да го намалиме користењето на пестициди, заради тоа што самиот извоз во Европската Унија ќе значи и обврска да се користат што помалку. Доколку при контролата се утврди голема контаминираност на производите, истите ќе бидат вратени. Преголемата употреба на пестициди доведува и до трајно контаминирање на почвата. Земјоделците најмалку еднаш на 5 години ќе треба да спроведуваат хемиска анализа на почвата. Принципите ќе се воведуваат постепено. Започна асфалтирањето на крак од улицата Црноречка. Станува збор за проект од програмата за комунална изградба од 2015 година, со кој треба да се изврши финиширање и поставување на асфалтна подлога. Вкупната инвестиција за овој зафат изнесува 1 милион денари пари од комуналната сметка. Улицата Црноречка конечно ќе го добие својот лик. Започна асфалтирањето на крак од оваа улица која цели 25 години била со земја и кал. Станува збор за проект од програмата за комунална изградба од 2015 година, со која треба да се изврши финиширање и поставување на асфалтна подлога. Ова е веќе трети или четврти потек на комплексот Црноречка кој што го регулиравме и мислам дека останува уште еден мал потек кој што треба во иднина да го завршиме и со тоа да овој комплекс слично на Праведничка го завршиме. Граѓаните од оваа улица се благодарни на локалната власт, што по 25 години конечно нема да газат во кал во лоши временски услови. Конечно после 25 години добреме до улица, до асфалта и идеја. Што друго треба да кажам? Домовалав на градоначалникот. Сега е некоја година со тоа тампонот поарно беше, ама нек нека раскопаа воа зиму се удави му кал. Кракот од улицата е во должина од 110 метри и површина од 590 метри квадратни. Вкупната инвестиција за овој зафат изнесува 1 милион денари пари од комуналната сметка. Во рамки на месечниот репертоар, покрај програмата на Танцфест и редовните репертоарни представи, велешани во петок на 15 април, ќе имаат можност да слушнат хорска музика со мешан хор од Скопје и 3 хора од Хрватска. Со разновидната и богата програма, сакаме да ги задоволиме сите вкусови на велешката публика, потенцира Зафирчев. Вечерна хорска музика која што ќе се одржи на 15 април во 20 часот, во рамките на кое што ќе настапат неколку музички и хорски групи, како што е градскиот мешан хор Вардар од Скопје, пејачкиот мешан хор Семпре Алигра од Ријека, Хрватска и Хрватското пејачко друштво Звезда Даница од Краљевица, Хрватска. Подготовките за Тиквешкиот Гроздобер 2016 започнаа навреме. Денеска официјално беше објавен конкурс за организирање на локални карневалски поставки што ќе бидат презентирани за време траењето на винскиот карневал во рамки на Тиквешкиот Гроздобер.
Започнаа подготовките за Тиквешкиот Гроздобер 2016 година, кој традиционално ќе се организира во месец септември. Денеска официјално беше објавен конкурс наменет за организирање на локални карневалски поставки, што ќе бидат презентирани за време на траењето на винскиот карневал во рамки на Тиквешкиот Гроздобер. Организаторот се обврзува да обезбеди средства за 10 нови карневалски поставки ова година во износ од 12.000 денари, што ќе бидат донирани на сите организатори на поставките за материјали што ќе им требат, што ќе им бидат потребни за организирање на маските. Со самото тоа, организаторот се обврзува да пружи логистика и сугестии за време траењето на изработките на карневалските маски. Оваа година за прв пат ќе бидат наградени најдобрите маски. Првите 3 ќе добијат парична награда. Најдобра маска, прва награда ќе имаме во износ од 60.000 денари, за втора награда ќе имаме 42.000 денари и за трета награда 30.000 денари. Значи за сите дополнителни сугестии, сите организатори може слободно да се јават на организаторот додека трае организирањето и припремата за организирање на тие карневалски поставки. Тиквешкиот Гроздобер се организира под покровителство на општина Кавадарци и Агенцијата за организирање на општински манифестации за 2016 година. Општинската организација од Црвениот крст од Велес беше организатор на хуманитарен пинг-понг турнир во склоп на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Истиот е во соработка со студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет, а собраните средства од котизацијата ќе бидат наменети за помош на 6-члено семејство. Заедно со тимот 5 млади волонтери денеска го организиравме овој хуманитарен турнир, заедно со соработка со студентскиот парламент на Технолошко-техничкиот факултет од Велес. На овој надпревар се натпреваруваат ученици од средните училишта, исто така имаме и од некои пинг-понг тимови. Се плаќа по котизација од 50 денари, а собраните средства ќе бидат донирани на едно 6-члено семејство во Македонија кое е социјално загрозено и кој нема ништо, има потребна нашата помош. Нема нарушување на македонскиот воздушен простор, велат од македонска навигација, по информацијата дека изутринава грчки воен авион навлегол во Република Македонија. Раст од 3,6% на македонската економија е прогнозата во најновиот извештај на Меѓународниот монетарен фонд. Нема нарушување на македонскиот воздушен простор, велат од македонска навигација, по информацијата дека изутринава грчки воен авион навлегол во Република Македонија. Како што информираат за Македонската информативна агенција од македонска навигација, досега кај нив нема регистрирано нарушување на македонскиот воздушен простор. И од Арама претходно во појаснување за МИА информираа дека без да бидат извршени прецизни мерења од надлежните институции, не може да се потврди дали и колку еден од авионите навлегол во воздушниот простор на земјава. Како што информира дописник на МИА, грчките авиони биле забележани утрина во околу 10:30 часот над македонско-грчката граница, со цел да извршат притисок над бегалците во рамки на нивната воена вежба наречена Бура, која според грчките медиуми била најавувана како подготовка за распоредување војници за заштита на границата. Раст од 3,6% на македонската економија е прогнозата во најновиот извештај на Меѓународниот монетарен фонд. И покрај политичката криза во земјава, оваа проценка е повисока од последната што меѓународните монетарци ја дадоа во месец октомври минатата година. Прогнозата за глобалниот раст од 3,4 на 3,2% бележи намалување по трет пат. Од фондот велат потребен е проактивен одговор на кризата како комбинација од силни структурни и монетарни мерки. По 27 часа претрес во седиштето на адвокатската фирма Мосак Фонска, панамските власти конфискувале десетици дигитални фајлови на фирмата. Данило Тирк ја представи својата кандидатура. Ова се вестите од светот.
По 27 часа претрес во седиштето на адвокатската фирма Мосак Фонсека, панамските власти конфискувале десетици дигитални фајлови на фирмата. Акцијата беше спроведена со цел да се најдат докази кои ќе го потврдат незаконското работење на компанијата, а при истрагата властите добиле пристап до 100 виртуелни и неколку физички сервери на кои фирмата ја чува својата документација. Како што информираат официјални панамски представници, панамските власти не извршиле апсење. Обвинителот кој е задолжен за претресот изјави дека поради отсуство на уверливи елементи досега не е издадена наредба за замрзнување на банкарски сметки. Од адвокатската фирма Мосак Фонсека велат дека нивното работење не ги нарушува законите и дека сите операции се легални. Кандидатот за генерален секретар на Обединетите нации Данило Тирк вети дека доколку биде избран за наследник на Бан Ки Мун, ќе го означи суверенитетот на државите како клучен принцип во меѓународните односи. За време на вчерашното сослушување во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, Тирк изјави дека санкциите треба правилно да се насочени и да се воведуваат разумно под длабока анализа. Во текот на вчерашниот ден беа сослушани повеќе кандидати за генерален секретар, меѓу кои поранишни министри за надворешни работи на Хрватска и Молдавија, Весна Пусик и Наталија Герман, а сослушувањето ќе продолжи и денес. Денес имавме сончево време со повремени облачни периоди. Температурата во интервал од 22 до 29 степен. Еве ги деталите за следните денови. Ова беше се за денес. Пријатна вечер.